За 7 дена на 3000 гостиварци побарале лекарска помош поради стомачни тегоби. Најголем број отишле во гостиварската болница, а останатите во здравствениот дом и брза помош. Како што презентираше министерот за здравство, во моментот има 4 хоспитализирани во Гостивар, од кои едно дете. И еден пациент е на клиниката за инфективни болести кој сам се пријавил бидејќи работи во Скопје. Изминатото денонокие, како што вели Клековски, е прв ден со помал број на први контакти. Клиничката слика останува иста, значи немаме промени ке пациентите. Таа клиничка слика со стомачни проблеми, поретко со треска, со температура. Ние продолжуваме со апелирање до граѓаните да се одзиваат на барањата на здравствените работници за давање податоци за епидемиолошките анкети, како и за неопходните анализи што ни се потребни за да ги поврзиме сите податоци од почетокот до крајот. Клековски вели дека продолжуваат со апелите до населението за да има разврска случајот, а не како што посочи ситуацијата во 2017 кога имало 800 засегнати граѓани, но без епилог. Овие денови биле направени 81 епидемиолошка анкета, а здравствените власти апелираат до населението во Гостивар да не ја користи водата од водоводот ниту за пиење, ниту за приготвување на храна. До кога ќе трае ваквата криза, за сега нема информации. Во моментот Агенцијата за храна и ветеринарство има дадено забрана за користење на водата. Тоа значи подразбира целосна забрана на користење на водата и нашите препораки би иделе и се во таа насока како институт, се до моментот додека трае таа забрана да бидат почитувани сите препораки кои што се дадени. По отклонувањето на таа забрана следуваат нови препораки. Освен забрана за пиење и приготвување на храна, водата од чешмите не треба да се користи и за лична хигиена и миење на зъби. Колку количините на флаширана вода што се доставуваат во Гостивар се доволни за потребите на граѓаните? Конкретно денеска можам да кажам дека во текот на денот ќе бидат доставени 3 шлепери и ќе има стартува понеделнички ќе има 76 тони вода, значи 76.000 литри. И да, не се исклучува од можност, доколку има потреба и цистерни ќе се обезбедат, населението да не биде загрижено. Се што е потребно како влада ќе направиме и ќе обезбедиме се што е потребно за непречено функционирање. Вчера Тетовскиот центар за јавно здравје прогласи епидемија на заразна болест во Гостивар, поради зголемување на бројот на заболени лица со стомачни тегоби. Сања Димитровска, Сител телевизија.